Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. На кој начин треба да се менаџираат состојби со изгореници? Дали ние имаме едуциран здравствен кадар и дали се неопходни дополнителни обуки? На оваа тема денеска ќе разговараме со моите гости, професор доктор Каќа Поповска, микробиолог и председател на Сдруженијето за интрахоспитални инфекции, и доктор Гордана Ѓоргиева, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија од клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Добре дојдовте во Добриот доктор. Благодарам за покана. Ова што се случи, нели, големата трагедија во Кочани, големиот број на жртви, меѓутоа и големиот број на повредени, остава едни процеси во здравствениот систем каде што треба, нели, дополнително да се работи, да се едуцира. Меѓутоа, вие во самото ваше Сдружение за интрахоспитални инфекции планирате стручна дебата токму на оваа тема како да се менаџира со изгореници. Зошто? Прво, добар ден до студиото, до вас за реализацијата на оваа емисија и до гледачите. Потребата за ваква тема на состанокот беше појавена уште пред повеќе години, повеќе од 10 години ние сме обработувале оваа тема за изгореници. Так. Токму заради тоа што многу малку мислам дека изгорениците беа опфатени во образовниот систем и менаџирање на изгореници воопшто е многу малку дискутирано за таа тема и тогаш пред повеќе од 10 години навистина многу сознанија сите и јас лично добивавме преку тие предавања кои што ги држаа лекарите од тогаш постоечкиот центар за изгореници кој се наоѓа во денешната клиника Свети Наум Охридски. Првиот началник на таа клиника Добрила Андонова, после низиното заминување, јас навистина не ги проследив во детали тие состојби, остави друг началник и не знам од кои причини тој центар потоа згасна. Сметам дека навистина е тоа голема штета за државава да се нема центар, особено да се згасне нешто што веќе постоело, заради тоа што здравствениот кадар, односно нашите специјализанти, млади колеги, секако дека ќе можеа многу повеќе да научат ако тој центар функционираше, затоа што во рамките на своите специјалистички турнуси они ќе можеа да ги поминат и тие процеси, со тоа што и нели дискутира дебати некои политички и други, колкава е исплатливост од постоењето на таков центар, заради тоа што изгорениците како изгореници секојдневно може да ги доживее било кој човек, особено домакинка нели кога готви или не знам. Но тоа се мали изгореници. Вакви екстензивни изгореници кои зафаќаат повеќе од 10% од површината на телото мора да се згрижуваат во специјализирана установа, бара специјални услови, строго асептични, бидејќи една од најголемите компликации во лечењето на овие инфекции, на овие изгореници се интрахоспиталните инфекции, кои што многу ја комплицираат целата состојба со излекување, со санирање на изгорениците, доколку нели не се они Значи во тоа е поголем она што ќе обем. го дебатирате на самиот Да, на самиот состанок е поканета и колешката од пластична хирургија, токму заради незините искуства во менаџирањето, еве како еден млад доктор, која што се нашла во ситуација да биде дежурна и да веднаш се донесат многу пациенти со екстензивни изгореници од една сериозна трагична состојба. Јас за жал не бев во државата, не за жал не знам што да кажам, во моментот кога тоа се случувало, можеби за среќа, затоа што беше толку траурна ситуацијата во земјава. После ги дознававме деталите, но ќе имаме уште неколку предавања. Ќе биде, значи, исто доцент доктор Маре Стевковска, која што беше вториот началник на центарот и ќе изнесува резултати од сработеното во центарот, како и доцент доктор Христијан Дума, кој што ги има санирано повредите од изгореници на очи кај овие пациенти. Така. Доктор Ѓоргиева, нели знаеме дека голем број беа повредени од целата оваа трагедија, меѓутоа и после 3 месеци од овој трагичен настан ние се уште имаме повредени пациенти кои што се на болничко лекување. Што е причината зашто мора се уште да бидат нели под лекарски надзор? Па затоа што зависи од длабочината и од екстензитетот на изгорениците. Тие се две работи на кои секогаш обрнуваме внимание при прием на пациент со изгореница. Односно без разлика дали се работи за некој со
зависи од каков начин, каков тип е изгореницата, меѓутоа секогаш е тоа што ние прво пробуваме да го процениме. Колку е длабока изгореницата и која е површината од телото која што ја зафаќа. Доколку станува збор за некоја поповршна изгореница или помала, не е зафатена поголема површина од телото, односно ако е тоа помалку од 10%, тоа е нешто што може да се санира и во домашни услови пациентот да се следи. Меѓутоа, доколку станува збор за екстензивна изгореница, што обично е над 15 до 20% зафаќање на изгореницата, или доколку е зафатено лице, врат, шаки, перинеум, гениталии, тогаш тоа е дефинитивно нешто што мора да се третира во болнички услови. И сега третманот на изгорениците кај овие екстензивни изгореници е секако долготраен, така да не само неколку месеци, туку може да трае неколку години, односно доколку го сметаме како еден дел завршување, да кажеме, со покривање на раните, односно изгорениците, меѓутоа го имате тој дополнителен третман понатака што вклучува рехабилитација, физикална терапија, работна терапија, меѓутоа и третманот на лузните и спречување или коригирање на компликациите кај овие пациенти. Кога рековте екстензивни, дали може да кажеме дека речиси сите, односно најголем број од сите овие што беа повредени во Кочанската трагедија имаат екстензивни изгореници? Бројката на пациенти е околу 200 од пожарот, меѓутоа еден дел од нив има повеќе инхалаторни повреди, што нема можеби видлива изгореница надворешно, меѓутоа еден добар дел од пациентите има такви подлабоки изгореници, односно што имаат и трансплантација на кожа направено, пациенти кај кои што една мала бројка од нив, односно зборам за тие што се хоспитализирани, постојат уште ранички од тие изгореници што бараат дополнителен третман, така да тие дефинитивно ќе бидат во болница уште некое време и нивното лекување ќе биде продолжено. Не само тие, туку еден број од пациентите што се на домашно лекување во моментот обуваат физикална терапија, носат таа компресивна облека, користат креми за лузни, ќе треба да внимаваме и кај сите оние, бидејќи една од компликациите кај изгорениците на подолг рок се тие контрактури што може да се јават. А бидејќи поголемиот број од изгорените пациенти е се на лице, врат и шаки, токму се местата кај што обично настануваат тие компликации. Така да ќе мора таквото следење да биде на еден долг период. Долг рок, тоа нели го кажуваме постојано овој период. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо доколку имаат прашања до нашите денешни гости. Професор Поповска, бидејќи сте нели претседател на Сдруженијето за интерхоспитални инфекции, какви инфекции може да настанат веднаш по добивање на изгореници, меѓутоа и понатаму при самиот болнички третман на ваква состојба? Бидејќи сме временски кратки, сакам само да потенцирам за јавноста дека можеби оваа едукација, не можеби туку треба, е неопходна за да се знае и е многу битно кај изгорениците во првиот акт кога е настаната изгореницата, лицето што пружа прва помош, да знае што смее и што не смее да направи. Кратко само ќе кажам заради сите гледачи дека на лица со изгореница треба да му се даде прво аналгетик, затоа што се тоа јаки болки и се што може да направи е да ја прекрие изгореницата со некоја поможностна или стерилна тканина која би била навлажнета со вода, за да се лади ткивото, но никако да нема Но тоа е она што мраз. треба, што не треба да се направи? Не треба кај сите случаи да се отстранува облеката, кај некој треба, кај некој не, бидејќи може да има залепеност и да дојде до одлепување, дополнително оштетување на кожата. Затоа велам дека е потребна поширока едукација за ова и исто така колегите кои што работат во брза помош, кои што ги транспортираат болните до хоспиталниот дел, исто така имаат многу значајна улога во тоа да се намали ризикот од колонизирање барем на изгореницата со микроорганизми, бидејќи како што кажав, најсериозната понатака компликација се ако не се тоа внатрешни изгореници, каде што нели ако се тоа во дишните патишта некои екзитираат заради тоа се внатрешни системи кај што се животно загрозувачки тие изгореници, но ако се само на кожата, тука се разбира дека тие интервенции се многу важни, а како компликација која што може да доведе до септични состојби или може да доведе до тешко и долго лекување, па и смрт на кај пациентите во пролонгираниот тек се интрахоспиталните инфекции.
Интерхоспиталните инфекции се тема на Сдруженијето и токму заради тоа ги ставаме и да напоменам дека дел од средствата кои што ги ставаме како некаква котизација за учесниците, сакаме да ги намениме за помош и лекување на страданите, да се поврзаме со Сдруженијето кое доброволно граѓаните го формирале и собираат средства за да го помогнат лекувањето. И како да се избегнат интерхоспиталните инфекции, имајќи во предвид дека знаеме екстензивни изгореници, подолг е процесот на болничкиот престој па и лекувањето? Па, овдека, да кажам дека скоро и да не е возможно да се избегнат, заради тоа што кожата, како што колешката кажа, е нашиот најголем орган, кој што не заштитува од контакт со сите микроорганизми во надворешната средина, или дел од наша неспецифична одбрана. Ја мислам дека ова повеќе пати сум го спорувале кога сме зборувале за хигиена на раце. Значи, здравата кожа и слузокожи се многу важни да не заштитат од инфекции. Вие веќе имате овдека оштетена кожа, длабоко, широко оштетена, рана значи една сериозна рана, отворена рана која што многу лесно се колонизира. А зашто се колонизира? Затоа што сите знаеме дека изгореницата влажи, има ексудати и тие ексудати фактички создаваат една идеална хранителна подлога за населените микроорганизми кои кај хируршките рани може ќе колонизира и може ќе направи инфекција, може не, но овдека е многу тешко вие да го спречете да тоа, особено една од бактериите псевдомонас ерогиноза, која е една од најсериозните компликации, идеално се размножува во тој ексудат, кај што имате вие оштетено ткиво и уште повеќе станува вирулентен, ги излачува своите ензими, а има доста ензими со кои инвадира во ткивата, он дополнително ги разградува ткивата. Значи вие веќе имате изгорени оштетени ткива, овој тука ќе се размножи и уште повеќе ќе излачува ензими со кои ги оштетува подкожните ткива, кожата, околната кожа и така натаму. Така. Пред да продолжиме, имаме гледач на линија, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавува од Кичево. Добро, повелете. И благодарам многу на докториве што ни ги спасуваат децава од кочани и све најдобро и све, значи многу се секираме ако су од Кичево, ако не изна, ама многу здравје и живот и на деца и на доктори и све. Пофапа голема. Така. Јас ви благодарам многу за јавањето, тоа што сте од Кичево, не значи сите сме погодени, сме погодени од трагедијата која што се случи во Кочани. Доктор Георгиева, споменавте дека бевте дежурна, ноќта, утрото, кога се случи целата оваа трагедија. Колку и да сте учеле, како што спомена и професор Поповска, дека ни е потребна едукација, меѓутоа кога ќе имаме наплив на толку многу повредени со толку сериозни изгореници, може веднаш да се реагира, односно што нешто прво треба да се направи? Знаете како во ваква ситуација на некој начин се прави некој као кризен менеджмент, бидејќи напливот на пациенти прво требаше да обезбедиме сместување за сите тие пациенти кои што дојдоа. Во втор момент требаше да видиме кој пациент каква потреба има од лекување. Значи секој пациент требаше да биде прегледан, прилика да се процени степенот на изгореници и екстензивноста на изгореницата, односно зафатената површина, свесноста на пациентот, мора да се внимава да не се пропушти, да не се фокусираме само на изгореницата, бидејќи кај овие пациенти може да имате и дополнителна повреда. Дали пациентот паднал, се удрил, изгубил свест предходно. Значи некоја кратка, меѓутоа поконцизна анамнеза од пациентот за да може да знаеме како би реагирале понатака. Така да мислам дека добро се справивме во првиот момент и направивме еден добар план кај што ги згриживме пациентите, направивме такви преврски. Морам да кажам дека повеќето од нив веќе и дојдоа со примарно згрижување од Кочанската болница, а во наредниот ден и од Штипската болница. Така да направивме како secondary assessment се вика тоа, односно уште еднаш да провериме кои се изгорениците, на кои места се зафатени изгорениците. Меѓутоа беше битен делот бидејќи
беа во таков еден затворен простор да се процени состојбата на дишните патишта и односно општо состојбата на белодробието. Така да речиси на саат време кај секој пациент одново се правеше таква реевалуација. Морам да ги спомнам, во таа улога беа анестезиолозите, токсиколозите, колегите од клиниката за ОРЛ, пулмолозите кои што ни помогна за да колку што може навреме да се видат тие моменти, бидејќи кај пациенти кои што имате изгореници на глава и врат особено мора да се внимава бидејќи тој едем и оток, односно што се јавува, треба брзо да се реагира за ако има потреба од поставување на механичка вентилација кај пациентот да не се затворат дишните патишта. Додека од аспект на изгорениците, ние во прв момент правиме нели една проценка иако дури кога не сме во ваква кризна ситуација, на пациентите секогаш им кажуваме дека треба во втор момент уште еднаш тоа да го видиме и дека обично тие после некое време личат дури и доста полоша пред да биде подобро, бидејќи тој топлотен агент кој што реагирал кај изгорениците има подолготрајно дејство и тек за неколку дена можеме да знаеме точниот степен на изгореници кај пациентите. А другата работа беше затоа што беа најчесто зафатени горните екстремитети. И доколку имате циркумферентно, односно комплетно зафаќање на екстремитетите, мора барем на неколку часа, саат-два, повторно да се види, бидејќи ткивата отекуваат и може да се направи компартмент синдром, се вика тоа, односно од изгореността на кожата, таа да биде како оклоп за раката и да бара итно отварање за да стигне кислород до мускулите и подлабоките ткива. Така да буквално на неколку часа се правеше тоа повторно евалуација на пациентите и се разбира доколку е пропуштен некој друг тип на повреда. Бидејќи кај овие пациенти имавме и скршеници, дали на ребра, дали на екстремитети, контузиони повреди, болки во абдомен и така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете ве слушаме. Ало? Да, повелете ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Штип. Добро. Се јавувам од Штип. Да, ве слушаме, господине, повелете. Имав изгореница на раката. Намалете го звукот на телевизорот и повелете ве слушаме. Од Грчка бев на одмор, таму ми дадоа една маса. Добро. И многу ефикасна, за 3 дена раната ми заздраве. Знаете од кој степен ви беше изгореницата? Да прочитам. Не, само да ни кажете од кој степен ви беше изгореницата. Мислам како се вика, изгореницата ми беше на раката од култиватор. Така. Добро, да, ве разбравме. Доктор Георгиева, она што исто така се случуваше тој период кога настана целата трагедија, се нудеа домашни мелеми, креми, масти, меѓутоа во кои услови навистина би можел некој да посегне по нешто такво доколку не се знае нели самиот степен на изгореница и како сето тоа би влијаел? Без разлика на ситуацијава сега, што е општо за сите пациенти кои ќе имаат изгореница, доколку не станува збор за површна изгореница, и тоа ќе кажам како изгореница од сонцето, како наједноставен пример, за секој друг тип на изгореница, кога веќе се формираат меурчиња во најмала рака, секогаш е наш совет е да се јават на лекар, за тоа да биде конкретно и убаво обработено и да има дадено совет. Односно, најчестите компликации од изгореници ги гледаме кај луѓе кои што првите 2-3 недели пробале дома тоа да го направат во домашни услови со апликација на различни типови намасти. Моментот е дека не секој лек одговара на истиот тип изгореница. Еве, гледачот нас вели дека за 3 дена му поминало. Најверојатно била некоја површна изгореница, верувам, и постојат различни масти. Едните се за да спречат лузни, едните за антимикробни, односно антибиотски препарати за да спречат инфекција или да ја истретираат инфекцијата. Да, тоа сакав да ја допрашам, професор Поповска. Да, ние сите сакаме нели што побрзо и да ни помине да се излекуваме, меѓутоа колку сме свесни за ризикот дополнителен што може да настане?
Прво би, пошто гледачите имаат нели право да се информираат или целта на емисијата е таа, дека ваквите мали, да речеме, површни локални изгореници кои во секојдневниот живот може да не се случат, најмногу амбулантски се лекуваат, тие не се хоспитализираат. Најчесто се од прв степен или тоа е хиперемија на кожата со некој оток кој што може со такви масти да се истретира и да помине. Меѓутоа сите мислам дека медиуми и штампа ги известува граѓаните дека кога одат на годишни одмори не треба да користат средства за заштита на кожата и се разбира во даден временски период од денот да се изложуваме на сонцето. Тоа се превентивни мерки кои што треба секој да ги почитува. Целта наша е да проговориме нели за овие подлабоки, по-сериозни изгореници кои што однесоа голем број на млади животи, кои што навистина еве сега со чувство на нелагодност нели го изговорувам и уште други млади луѓе кои што ќе останат со доживотни психички па и физички последици. Тука мислам дека требаме нешто повеќе да направиме за да се разбира дека еден центар не може да покрие 200 пациенти, затоа сите соседни држави излегоа во пресред, затоа што сите се свесни за тој проблем. Тоа е просторен кадровски проблем, бидејќи такви типно изгореници вие немате секој ден во голема бројка. Тоа значи да ви мобилизира кадар кој што нема да има работа во поголем дел од периодот, но ќе работи на некои други работи, но морате да имате простори, многу обучени луѓе кои што ќе можат нели да се вклучат во тоа. Последиците од изгорениците, како што кажа и колешката, како што јас мислам дека спомнав, се најмногу тоа ако се они подлабоки, ако веќе еве кога настанува таа була или меур, кога се оштетува веќе дермалниот слој на кожата, се одлепува од долните слоеви на кожата, тогаш веќе е нарушена функцијата на кожата и тука станува многу посериозно и многу внимателно да не се лекувате сами дома. Помош, а не на своја рака. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Јавуваме се од Кочани. Повелете. Сакам да упатам голема благодарност до докторката Ѓоргиева. Да, ве слушаме, повелете. Благодарност до докторката Ѓоргиева, што успешно макотрпно работеше на целата ова ситуација што се нас најде. Многу и благодарност се јас од Кочани и сакам да прашам дали има уште пациенти во болнички услови и во која клиника работи. Така јас ви благодарам многу за јавањето. Ние споменавме на самиот почеток, меѓутоа еве колку има хоспитализирано се уште кај вас и уште колку имаме во странските болници. Најпрво му благодарам на гледачот. Во моментот на клиниката за пластична хирургија имаме 3 пациенти хоспитализирани, во уште една приватна болница кај нас 2 пациенти хоспитализирани и во очекување сме во странство остануваат уште 3 или 4 пациенти. Додека сите други пациенти се веќе Да, и веќе информираме со физикалната. Имаме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Ви благодариме, повелете. Пред 4 години добив молчен удар. Добро. И ние од село Шосане немаме никој право. Имаме една докторка што којшка не прашува зошто. А од каде се јавувате, господине? Од далеков. Така. Да, кога ќе имаме во следна прилика некој од неврологија или од неврохирургија, секако може да се јавите. Денешната тема не е за изгореници и не би можела да ги изложува моите гости да одговараат за тема која што не е во нивната стручност. Меѓутоа, во секој случај, во следните емисии може да се јавите и да прашате кога ќе имаме такви гости за да може да ви се помогне, односно да ви се одговори. Доктор Поповска, на 2 пати го споменавме тој центар и сега како ние да менаџираме состојби со изгореници ако во државата немаме таков специјализиран центар, односно како што имавме во клиниката Свети Наум Охридски? Бидејќи јас сум веќе
40 години во здравството и сум веќе пред пензија, значи долги години сум во тој здравствен систем и пред да постои тој центар, имаше изгореници, можам да се присетам на еден и го кажувам секогаш на специјализантите, кога сум работела свој докторат и сум го работела во баш за интрахоспитални инфекции во тогашниот Карил, сега малку има по-комплексен назив. Тоа е уствари интензивната единица на хируршки клиники, каде што беа сместувани такви пациенти. И јас никогаш нема да го заборавам дете 14 годишно кое што со жица си играло и фаќало далновод. Тоа дете беше целото спржено и беше сместено таму. Не му беше местото таму, затоа што Карил ги немаше сите потребни услови за да му обезбеди комплетно асептичен простор. Тоа беше стварно, мислам, изгореница, не можам да кажам колкава, значи не треба да речем само диско, може да се десат такви случаи, но тоа се само поедини пациенти. Ако имаме центар, мислам дека барем тие и поединачни случаи ќе можеме малку да им обезбедиме посоодветни услови и мислам дека треба да се инвестира повторно да тој центар се отвори, бидејќи мислам дека се уште постои дел од тој кадар кој што е обучен и кој може да го пренесе своето знаење додека не заминат во пензија и додека можат уште објавуваат трудови, објавуваат резултати и можат, ми се чини, повеќе да придонесат да тој центар повторно се активира. Можеби ќе не слушнат и некои од надлежните, ќе не послушаат. Доктор Георгиева, вие сте специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Да, сите знаевме дека толку голем број на повредени од трагедијата не може во еден таков центар да се смести. Меѓутоа, како лекар специјалист од оваа област, колку и за самите вас е важно и неопходно за самиот тек на едукација да имаме ние таков центар? Значи, секако, без разлика од кој аспект на напредокот на медицината кај нас се работи, потребно е да работиме на тоа, да имаме, нели, по-специализирани услови, подобри услови, да донесуваме нови методи, да ги следиме светските, европските трендови, така да, Центар за изгореници секако би помогнало без разлика, не значи дека секогаш ќе имаме, нели, ваков наплив на пациенти, меѓутоа е нешто за кое треба да се... Меѓутоа, и колку е важна едукацијата, спомена професор Поповска дека нели треба да се овозможат за такви лица со изгореници, сега не зборуваме само за кочани, асептични услови, дека треба да биде во посебни услови, посебни лица треба да влегуваат, нели, да знаат како да се однесуваат со него, да не дојде до некоја интрахоспитална инфекција и сега колку во тој сегмент нас не е потребна едукација не само на лекарите, туку и на останатиот медицински персонал. Значи, досега ние секако сме лекувале пациенти со пообсежни изгореници, со над 50-60% изгореност, токму и на нашата клиника, заедно со единицата за интензивно лекување Карил, заедно со нашите специјалисти, односно сме направиле еден таков мултидисциплинарен пристап во третманот на овие пациенти. Така да не е дека не сме ги гледале овие пациенти и дека не сме имале успешно завршени приказни. Меѓутоа, да, тоа се пациенти кои што бараат посебни услови, многу внимавање во текот на менаџирањето на изгорениците, бидејќи самото лекување, како што во повеќе наврати, нели веќе кажавме, трае доста долго. Односно, да се надоврзам и на тоа професорката што го кажа, затоа што првиот наплив на првата можност за инфекција која вие пациенти од самите бактерии што ги имаме ние по телото. Так. И тогаш кога немаме таа заштитна бариера, нивниот број се намножува и тоа е првата работа кога они може да предизвикаат инфекција. А понатака, нели во втора фаза се тие интрахоспитални инфекции што ние ги превземаме сите опции што ги имаме за тоа да се намали, односно бројот на персонал што влегува кај тие пациенти, начинот на кој тоа се обработува, обработување на екстензивните изгореници во операциона сала, бидејќи нормално и аналгезија кај овие пациенти е многу битен момент. Се со тоа да се најпрво така ние општо во лекарскиот момент примарно да не му наштетиме на пациентот, а понатака колку што можеме да помогнеме. Да, така. Имаме уште еден гледач да го вклучиме, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до студието, до докторките. И ви благодариме. Имам едно прашање, може не е во врска нешто со темата, но сакам да прашам да ни посочи докторката некој совет или некоја крема и каква хигиена може да се одржува за лузни на лицето
од акни, наштетено од акни. Черката е 20 години, но во пубертетот имаше акни и останаа како лузни и сега не знаеме кај да се обратиме, на кој. Така, да, ве разбрав. Не знам колку е ова во вашиот сегмент или на клиниката за кожни болести, Да, ова е повеќе во областа на клиниката за дерматологија и да, затоа што нашите колеги баш се занимаваат и со третман на акни, мислам дека повеќе би можеле да кажат за тоа за дерматологија. Да, професор Поповска, не само нели оној првичен бран што може да се случи со инфекции кога ќе настане изгореница, меѓутоа еве ние во клиниката Свети Наум Охридски кај 6 пациенти имавме и нели трансплантација на кожа за да се покријат оние зафатените делови. Колку овде исто така треба сериозен пристап, нели не само асептични услови, туку и лицата кои што влегуваат да бидат исклучително внимателни да не дојде во овој процес на некоја инфекција? Па сега апсолутно одговорот и сами го знаете што му го поставувате прашањето. Јас што би рекле народски би ја симнала капата на клиниката за пластична хирургија за се што работат. Меѓутоа сметам дека навистина кадарот таму е преоптеретен. Знаеме дека немаме доволен број на вработени здравствени работници според потребите. Имаме проблем со паркирање на пациентите во клинички центар, што значи дека бројката на пациенти кои доаѓа на скопските клиники е навистина многу голема. И клиниката за пластична хирургија има повеќе сегменти. Они се оптоварени со тоа што просторно во еден дел се сместени кај нив и декубитални рани. Декубиталните рани се рани кои што се преоптоварени со инфекции, со бактерии. Имате пациенти со реконструктивна пластична хирургија и уште ако ги ставите изгорениците. Значи самото тоа ви кажува дека од самата клиника просторно е направена турлитава во која што овој персонал мора да се снаоѓа да ги триажира едните во едни соби, другите во други, третите во трети и самиот персонал треба да се поделува каде ќе влегува и каде нема да влегува и како нема да се вкрстат патиштата од декубитална рана до ваква рана со изгореница, што мене дури ми личи дека е многу невозможно и дека персоналот максимално се труди во можностите што ги има. Меѓутоа, тој проблем, исто како што говориме за изгореници, исто и за декубиталните рани, не постои посебен оддел кој што ќе ги санира и тоа само уште повеќе е причина за ширење на истите микроорганизми кои се домаќини во хируршките клиники во просторот, во тој екосистем и ги наоѓаме кај поголем број пациенти и во тубусите, и во постоперативните рани, а тоа се у суштина бактерии, како што кажа и колешката, кои што се најмногу условно патогени или се дел од нашата нормална флора, тој ацинетобактер на вистина веќе хара и го имаме во речиси секој изолат, од тубуси, од назални сонди, од рани, псевдомонас од го повторно едно време беше супремиран, сега повторно и тоа е доста резистентен. Така да тоа се некои микроорганизми, ешерихија, колико е се дел од кожата, дел од цревата, значи тие од самиот пациент може ендогено да направат инфекцијата или екзогено ако некаде се на друг пациент или во самата околина, а овој персонал кој што е преоптеретен не може толку пати да ги измие рацете колку што тоа е потребно, нели? Така, бидејќи сме на самиот крај, еве за крај би ве прашала, еве доктор Георгиева, вие сте сепак нели помлад лекар, колку од сето ова што го слушнавме, што го знаеме, што го видовме е навистина неопходна едукацијата, меѓутоа и очигледно и промени во самото менаџирање, еве како што каже професор Поповска, па да немаме и судокобитни рани и со изгореници на едно исто место. Значи, ние во нашата едукација постои тој дел нели за изгореници. Сега тоа нормално некојаш зависи од моментот дали има такви пациенти или не. Добро е за едукација, меѓутоа нели не е добро па да имаме пациенти кои што се во некоја животозагрозувачка состојба. Меѓутоа бидејќи пластична и реконструктивна хирургија, претпоставувам повеќето колеги во емисијава има дискутирано колку различни работи ние третираме, од повреди на шакитни случаи, до инфекции, кожните карциноми, реконструктивните процедури, реконструкција на дојка, па и естетска хирургија на крај, така да стварно имаме различна патологија, меѓутоа во моментот бидејќи сме сконцентрирани кај овие пациенти, се тројца, меѓутоа
бараат нели повеќе внимание, нега, но и внимание да не дополнително ги загадиме нивните изгореници, во моментот не третираме пациенти со хронични рани и декубити на нашата клиника. Времето за жал брзо ни помина времето на денешната емисија. Јас знам дека многу може да зборуваме на оваа тема, така да во некоја следна прилика повторно очекувам да бидете мои гостеви која ќе помине вашиот стручен состанок, па да видиме што се нели заклучоците, колку има интерес да се едуцираат и да слушаат помладите, па повторно ќе бидете наши гости. Јас би сакала и во сите директори на здравствени установи, барем од еден најхумен аспект, да им овозможат на своите членови кои што се во тимовите за интрахоспитални инфекции да дојдат, да присуствуваат, да не биде финансискиот момент бариера, затоа што еден поголем дел од таа сума ќе биде наменета токму за овие пациенти. Така, јас ви благодарам за денешното гостување во Добриот доктор. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешната емисија. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.